Сметам дека секоја точка од дневниот ред која што заслужува посебна внимание и треба на некој начин да им ги предочиме на граѓаните, и од тој аспект колегите од опозицијата се јавуваат се со цел истата или истите на некој начин да ги доближиме до граѓаните. Посебно па кога се работи за една ваква сериозна тема, која е сегашната точка на дневен ред, предлог на избор сега во моментот на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци. И сигурно ќе се сложите дека приватноста во современиот начин на живење секако е еден од големите предизвици пред кои што е нашето општество и секој останато исправено. Како и на кој начин истата да ја заштитиме, ако се знае дека напредокот на технологијата и атакувањето врз приватноста заземат се поголем замав. Затоа од исклучително значење е да му се даде посебно внимание на изборот на директор и заменик директор на Дирекцијата на заштита за личните податоци, кој што на некој начин истите треба да бидат гарантот или чуварите на нашата приватност. Со брзиот развој на информатичката технологија, драматично е променет начинот на кој што личните информации се собираат, начинот на кој што тие се чуваат и секако начинот и пристапот до нив е сосема софистициран и напреден. Заштитата на личните податоци и приватноста се исклучително важни, но согласно анкетите и мислењата на граѓаните, приватноста не е за жал во нашето општество на завидно ниво и покрај тоа што имаме една сериозна и солидна законска легислатива, но анкетите говорат дека нивната имплементација не е баш на завидно ниво и напротив е на многу ниско ниво, и тоа треба да се има во предвид кои луѓе се поставуваат на раководната функција на една ваква важна институција, бидејќи ако не дај Боже ова институција падне во погрешни раце, тоа може да представува едно моќно и опасно оружје кој што може наместо да се употреби во позитивни цели, напротив може да биде злоупотребено и да предизвика серија последици по однос на приватноста на граѓаните. Искуството од минатото говори дека свесноста по однос на ова прашање се мисли на надлежноста на институцијата за која што денес разговараме е на многу ниско ниво кај граѓаните. За жал граѓаните не знаат и воопшто не се запознати со начинот на кој што работи и ингеренциите на оваа институција. И искрено самите не знаат како и на кој начин да се заштитат од она што значи злоупотреба на нивните лични податоци, бидејќи лесно истите можат по одредени патишта да ги добијат одредени субјекти со кои што подоцна истите тие субјекти си поигруваат со нив. Луѓето не се запознати ниту со правните механизми на заштита од ваквите нелегални прибирања на личните податоци и начините за обраќање до надлежните институции, затоа многу зависи од првите луѓе кои што ќе ја водат или кои што ќе бидат на чело на институцијата, колку свесно и колку совесно и професионално ќе ја водат истата и дали ќе ги користат своите функции како орудие за добивање на одредени поени, не сакам да кажувам понатаму во смисла на реваншизам, подкуп, рекет и слично, или пак ќе работат во делот на подигнување на свеста кај граѓанството за начините и можностите околу користењето правилно на дирекцијата во насока на заштита на личните податоци на граѓаните. Заради вршење на надзор на ваквите активности кои што се поврзани со обработка на личните податоци на граѓаните, пред се во насока на нивната заштита, основана беше и оваа Дирекција на заштита на личните податоци, како самостоен и независен државен орган, и со дирекцијата раководи директор, кој што го избира и раководи Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашањата на изборни именувања со мандат од 5 години и со право на реизбор, но не повеќе од 2 пати.
На јавниот оглас, кој што беше објавен на 13 јуни 2019 година, пријавени биле 8 кандидати, од кои на седницата на Комисијата на избори и именувања од 8 кандидати за директор на дирекцијата нели беше предложен нашиот екс-колега Имер Илиев, а за заменик на директорот на дирекцијата за заштита на личните податоци е избран Игор Кузевски, дипломиран правник од Скопје. За Имер Алију моите колеги се произнесоа како претходен нели наш колега пратеник, кој што верувам дека успешно ќе извршува функцијата на директор на дирекцијата за заштита на личните податоци, и нели Игор Кузевски, кој што е од 6 месец па се до денес го заменува фактички на место заменик директор на директорот Горан Трајковски после неговото напуштање на функцијата. Имаме едно CV, навистина импозантно CV, во кој што говори дека Игор Кузевски веќе поголем дел од својот професионален бекграунд го има поминато во дирекцијата за заштита на личните податоци, како сегашен директор, да речам, или овластен службеник да ја води институцијата, претходно како генерален секретар на дирекцијата, исто така раководител на оделение како виши инспектор за заштита на личните податоци и така натаму, што значи дека има соодветно знање, соодветно искуство во оваа област и верувам дека целото свое искуство ќе го вложи во унапредувањето на институцијата и промовирање пред се на истата во насока за граѓаните што повеќе да осознаат за нивните за можноста и начините за заштита на нивната приватност. Ви благодарам.